Во изминативе неколку недели, во изминативе денови, заедно сме речиси секојдневно. Се среќаваме, разменуваме мислења за она што е сработено, ама и за она што треба да се сработи. Драги пријатели, чувството да се биде постојано со вас е навистина величествено. Втор пат поред ја имам честа да ја предводам листата на кандидати за пратеници во втората изборна единица. И можам слободно пред сите вас да кажам дека на Бутел сум посебно горда. Горда сум на Бутел затоа што Бутел ја препозна разликата. Затоа што Бутел знае да спореди кој и што работи. Затоа што Бутел знае да награди, ама знае и да казни ако ја сгрешите работата. И што е најважно од се, Бутел знае што е најдобро за себе, за своите блиски и што е најдобро за Македонија. На сите вас, наискрено, од срце ви благодарам за поддршката на 13 април. За нас таа поддршка е најголемото признание што еден политичар може да го добие. За нас таа поддршка е најголемата енергија која не води понатаму. Затоа, драги пријатели, потребно и на 27 да добиеме иста таква поддршка, да излезете уште помасовно и да гласате за просперитет и развој, да гласате за подобра Македонија. Но треба да ги повикате и вашите блиски, и вашите соседи кои можеби се двоумеле. Нека излезат и тие, нека ја поддржат програмата на ВМРО ДПМНЕ, нека ги поддржат 2046 проекти, затоа што тоа се проекти за сите луѓе, и за оние кои гласале за ВМРО, и за оние кои се двоумеле, и за оние кои воопшто не гласале. Затоа, драги пријатели, нас ни треба поддршката, за да не бидеме уценувани, за да не се пазариме и да не преговараме за она што знаеме дека е исправно, за она што е во наш интерес, за она што е во интерес на Македонија. Почитувани граѓани на Бутел, ајде сите заедно да им помогнеме на оние кои се помалубројни, кои не поддржаа и кои во првиот круг не се охрабрија да направат разлика. Да им помогнеме затоа што нив ги лажат, ги манипулираат, им ветуваат, а богами им се закануваат. Да се обидеме да им објасниме дека кога ќе застанат зад параванот, тие одлучуваат сами. Тие, како и вие што ја донесовте победата во првиот круг, се луѓето кои ја прават разликата. Но запамтете и пренесете им и ним дека секој глас што е даден за оние за кои се знае и сега и се знаеше и претходно дека нема да бидат победници, е загубен глас. Тој е глас што може да оди на наша штета. Тоа е можеби гласот кој ќе одлучува за историската победа. Тоа е можеби гласот за 62 пратеници во Македонското собрание. Затоа сами одлучете дали ќе гласате за проекти или ќе гласате за клевети, напади и лажни обвинувања. Дали ќе гласате за 64.000 вработувања или ќе гласате за заканите на Зоран Заев за бркање од работа од чистачка до министер. Дали ќе гласате за подобра бизнис клима и влез на странски инвестиции или ќе гласате за транзицијски лидери и затварање на фабрики, за делење на тендери во кругот на семејството. А тука, бога ми, видовме дека и Заев и мојот конкурент Петре Шилегов навистина тоа го прават најдобро, можеби во цела Европа. Но народот одлучува дали ќе гласа за зголемување на пензиите, на платите, на социјалната помош,
или ќе гласа за нова кражба од пензионерите од 8% намалување на нивните примања. Народот одлучува дали ќе гласа за отпис на долговите за најранливите категории на граѓани или ќе гласа за бомбона бизнисот на Шекеринска. Наша и ваша обврска во овие неколку денови е да допреме до секој човек, да се обидеме да им кажеме дека време е да се свртат кон себе, да се свртат кон своите блиски, да ги видат интересите на Република Македонија, затоа што ниту Заев, ниту Шекеринска не се грижат ниту за народот, ниту за Македонија. Не се грижат за граѓаните. Ако се грижеа, ќе беа овде, пред вас, над пратеничките листи, а немаше да бегаат. Ќе кажеа што сработиле и што планираат да сработат. А што направија тие? Пуштија луѓе од резервниот состав да изгубат наместо нив. Вчера слушам нивниот носител, што ни вие, ни јас не сме го ни виделе, во Куманово споменувал дека некој некаде ќе клечал на колена, дека ќе излегувале на Мегдан и што уште не. Па се гледа дека клечењето на колена им е обсесија. Заев клечеше и молеше пред лидерите на албанските политички партии во Македонија. На грците им ветуваше дека ќе ја виткал кичмата. Изгледа ова клечењево и молењево во СДСМ е заразна работа. Но јас можам да му порачам на Петре Шилегов да заврти по еден телефон кај неговите сопартици Ана Павловска-Данева или пак кај Горан Минчев. Тие беа носители на листите овде, во Бутел, во изборната единица број 2. Тие побараа, па и добија поддршка од некои од вас. И каде се сега? Па еве го Мегданот. Мегданот е на гласачките листи. Мегданот е пред граѓаните. Јас сум овде, секогаш сум со вас. И кога е тешко, и кога треба да се слави. Секогаш можам да ве погледнам во очи. Затоа што работиме заедно, ама победите знаеме и заедно да ги прославиме. Ама нив ги нема. Го нема Заев. Ја нема Шекеринска. Избега од поразот и го пуштија да изгуби Шилегов. Па поразот на Шилегов е и нивни пораз. Тој пораз е пораз на политиките на СДСМ. А Бога ми Шилегов си е познат по поразите. Некако си се навикна човекот. Првиот пораз од мене го доживеа во судница. Првостепениот суд за клеветите и навредите го осуди. Зборуваше се и се што за мене. Сега во недела ќе доживее уште потежок пораз. Ќе доживее пораз од граѓаните. Ќе доживее пораз од сите што прават разлика. Разлика помеѓу лаги, навреди, клевети и манипулација и разлика помеѓу проекти и дела. Почитувани пријатели, ние го бараме вашиот глас за да можеме целосно да ја превземеме одговорноста за реализација на ветеното. За да не зависиме, ниту ние, ниту вие, од нечија туѓа волја. Конкретно, во Бутел бараме поддршка во наредните 4 години за да ја изградиме фекалната канализација за дел од Радишани. До 2018 се обврзуваме да изградиме и нови 312 стамбени единици. Во соработка со градот Скопје и општина Бутел етапно ќе работиме на урбанизација и целосно решавање на патната, водоводната, комуналната инфраструктура во индустриската зона Визбегово. Со реализација на овој проект ќе се решат проблемите на голем број на мали и средни компании што работат во оваа зона. Ќе санираме кровови, санитарни јазли во училиштата во Бутел. Ќе го изградиме Живко Брајковски, за да го унапредиме и да го зачуваме здравието на нашите граѓани и да го поттикнеме интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на децата до 6 години. Планираме да инвестираме во изградба на детски градинки, адаптација и реконструкција на постоечки објекти, а ќе отвориме и нови народни кујни за најсиромашните. Почитувани граѓани, со нас работата е проверена. Знаете што може да очекувате. На едната страна не имате нас,
со нашиот отчет, со она што сме го сработиле, со нашата програма и 2046 проекти за сите граѓани во Македонија. Од другата страна имате навреди, клевети, манипулации. Или, најпрецизно кажано, од другата страна имате едно големо ништо. Ваша е одлуката. Вие ја правите разликата. Ама ајде да покажеме и во Бутел и во цела Македонија дека на 27 април Македонија ќе ја направи најголемата разлика. Дека на 27 април уште еднаш Македонија ќе го избере Никола Груевски за премиер и Ѓорѓе Иванов за председател на Република Македонија. Да сте живи и здрави! Да живее ВМРО ДПМНЕ! Да живее Бутел! Да живее Македонија!